Добар ден, ги поздравувам сите ученици кои што денес се присутни во нашата училница. Најпрвин да ви се представам, јас сум Марија Биковска, наставник од Скопје. Денес ќе зборуваме за денот посветен на планетата Земја. На овој ден, широм светот, се организираат најразлични активности и настани кои би требало да го свртат вниманието кон проблемите и опасноста кои што му се заканува на животот на Земјата. Пред да почнеме, сакам да ве запознам со двајца астронаути кои имаат нешто да ви кажат. Ова е астронаутот Дејвид Браун. Ако се родев некаде во Вселената, на друга планета, силно ќе посакав да ја посетам планетата Земја. И вториот астронаут, тоа е Алфред Борден, кој што вели: сега знам зошто сум тука. Не за да ја видам одблизу месечината, туку да се свртам и да погледнам кон нашиот дом, планетата Земја. Замислете си поглед кон планетата Земја, каков што имале овие астронаути на своите мисии во Вселената. Обидете се за миг да си ја представите таа гледка во фантазијата. Чудесно, нели? А сега задлабочете се во овој живописен цртеж кој изобилува со шаренило од бои и препознајте ги сите нацртани елементи во него. Овде е најголемото богатство на природата. Шумите, копното, животните, птиците, океаните, рибите и сиот морски свет. А наоколу ги забележуваме сите луѓе кои живеат на планетата Земја, насмеани со желба да ја чуваат и заштитат. Денес е одличен ден да започнеме со позитивни промени. На овој ден, 22 април, насекаде во светот се слави денот на планетата Земја. И децата се приклучуваат и сакаат да ја заштитат нашата планета. Тие велат: планетата е една единствена и таа ни припаѓа на сите нас. Ајде сите да се обединиме и да ја заштитиме планетата Земја, бидејќи немаме резервна планета. Но на овој ден прстот е вперен кон човекот. Тоа е најголемиот виновник за загадувањето на планетата Земја. Ако продолжиме да ја уништуваме планетата Земја, ќе немаме каде да живееме. Затоа треба веднаш да реагираме и да ја помогнеме на планетата Земја. А можеме ли ние, децата, нешто да сториме? Можеме ли нешто да направиме? Размислете. Да. Да бидеме одговорни кон животната средина. Да изградиме правилен однос кон животната средина. Да стекнуваме нови позитивни навики. Да штедиме електрична енергија, вода. Да го гасиме компјутерот и телевизорот кога не ни се потребни. Сијалицата да ја замениме со штедлива и таа да не работи без потреба. Да го затвориме прозорецот додека работи климауредот. Да не ја оставаме подолго време отворена вратата од фрижидерот. Да не ја оставаме водата да тече додека ги миеме зъбите. Да не фрламе отпадоци околу нас. Да не ја уништуваме природата, а можеме и да рециклираме. Рециклирање, што е тоа? Дали знаеме што е рециклирање? Да, секако. Од старо
да направиме нешто ново. Со преработка на користени материјали, добиваме нови производи. Постојат многу добри причини рециклирањето да ни стане животна навика. Ако се погрижиме паркот и училиштето пред нашата зграда да бидат чисти, играта ќе биде побезбедна и позабавна. Но, за жал, понекогаш наоѓаме фрлени пластични шишиња и лименки. Нивното место е во корпите за складирање на отпад. Ова е знакот за рециклирање. Сигурно сте го виделе на опаковките од производите. Има 3 стрелки. Секоја има свое значење. Првата стрелка значи собирање. Втората стрелка значи преработка. И третата стрелка повторна употреба. За успешно да рециклираме, треба прво да научиме да селектираме. Овде гледаме различни корпи во различна боја. Во првата корпа собираме хартија, бидејќи таа е наменета за хартија. Во втората зелена е корпа за отпадоци за стакло, третата е за метал и четвртата е за пластика. Следниот пат, кога ќе одиме на излет и кога ќе го испиете сокчето, треба да се сетите дека опаковката треба да ја ставите на соодветно место. Ако одговорно се однесуваме, ќе станеме чувари на природата. Природата е богатство што треба да се чува. Засади дрво, засади цвет за поубав свет. Штеди вода, тоа е во мода. Капка вода, капка живот. Тоа се неколкуте пораки. Имаме задача да напишеме 2 еко пораки на хартија во боја или на хамер. Можете да напишете ваши пораки. И уште една задача. Напиши краток состав според дадените илустрации. И за оние што сакаат повеќе нешто да дознаат, следете ги поставениве линкови. Толку за денес. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека денот беше интересен.